Првата пресконференција на трите обвинителки случајот Титаник беше почеток на војната за и против СЈО. Заканата за казнување на криминалците стануваше реална во трите лика. Тоа се насетуваше од првото интервју на Јанева, пошто не се чекаше многу за да почне пропагандната војна. Трите постојано беа дискредитирани. Не беше поштеден ниту нивниот приватен живот. Не беше важно што кажала Катица Јанева, туку низината облека. Да, имам понуди од разни креатори, од разни луѓе, благодарност, за тоа како треба да се облечувам. Но јас мислам дека сум една нормална македонска жена и така се функционирам како и секој пат. И продолжувам да бидам истата и се трудам да бидам истата, како што бев и во Гевгелија, така и сега кога сум специјален јавен обвинител. Сакам да се облечам, сакам различно да се облечам. Не ми значат парите во тој дел, дали е скапо или ефтино и дали само јас ке го носам. Напротив, тоа е за мене нормална работа. Кога се вработив прв пат во апелационен суд во Гостивар, одиш на работа. И тогаш, секогаш бев дотерена, најсредена како се на работа. Меѓутоа, кога доаѓаш дома не си ни стручен соработник, како што бев тогаш, ниту обвинител, дома си невеста, мајка, домакинка, така да се облекував како што се носат и другите жени. Сега, пошто навистина немам време и повеќе сум ангажирана со работа и повеќе сум во Скопје отколку овде, значи се облекувам како што ме гледате на работа и на прес ме гледате каква сум. Која сум дома вака, опуштена. Иначе, доколку утре имаме свадба убавување, јас пак ќе облечам дими и ќе ставам злато, таму некаде горе сигурно ми е сокриена, и ќе бидам иста како и другите невести. Бидејќи не сакам и мојата свекрва да се почувствува незгодно пред другите жени. Да кажат, еве, незината невеста се прави важна, па се... Професијата јавен обвинител тоа го наметнува, затоа што треба да е строга, од една страна и треба да е неутрална. Јавниот обвинител, по моје убедување, не смее да ги покажува своите емоции. Да, треба да има, меѓутоа треба да ги задржи за себе, затоа што треба да оддаде една слика на професионалност и смиреност, затоа што тоа е вашата професионална задача, да бидете непристрасни покрај емоциите и покрај товарот што вие го носите. Тоа се ваши работи кои што треба да ги задржите за себе. И затоа го избирам стилот на облекување кој што сметам дека ја одразува таквата улога на јавниот обвинител. Приватно имам многу понеформален стил на облекување, ми беше навистина проблем кога станав јавен обвинител и кога морав да го модифицирам. Прва работа што ќе приметат луѓето од семејството овде од поширокото семејство во Боговиње или во Неготино е начинот на кој што јас сум била облечена. Многу убава фризура, многу убава боја на комплечето, кај го зема. Значи никој не ни слушна што сум кажала. И тоа ме нервира. А иначе има разлика и во стилот на облекување, заради тоа што кога се омажив тогаш, нели млади, јас 17, маш ми 18 години, па љубоморен, па не смееш кратко, па не смееш вакво. Океј, викам, ќе си дојде моје време. И сега се облекувам како што јас и сакам. Аферите за трите се редеа една по една. Со секој нов предмет излегуваше нова афера. Провладините медиуми почнаа натпревар за тоа кој повеќе ќе ги дискредитира. Се појави видео од Ленче Ристоска со напис дека е камен пијана со незиното момче. Јас сметам дека сите жени во принцип се мета на таков тип на напади со кој што би се осуетила нивниот карактер. Најлесно е да ја представите жената дека пие, дека не е домакинка, дека има многу љубовници и така натаму. И заради тоа сметам дека таков тип на напади и беа испратени спрема мене. Верувам дека имиџот кој што го оставам во јавноста и начинот на изразување, облекување, како што кажавте и се тоа,
остава една слика на сосем спротивна личност од она што беше прикажано во медиумите. Не можам да кажам дека не предизвикува револт кога ќе прочитате дека вечерта кога сте биле со семејството, брат ми беше со мене таа вечер во Тетово, и кога завршуваат прославите околу новогодишните празници и се забавувате како сите нормални луѓе, да прочитате дека вие всушност сте биле пијани и издрогирани, не е пријатно во најмала рака, меѓутоа не е ни простор за демант. Зошто да коментираме нешто што е повеќе од очигледно дека е наменски? Сметам дека игнорирањето на таквите вести говори силно самото за себе. Катица направи криминал, ја искористила службената положба и си земала субвенции за садење смокви. Тоа беше место кое се ослободи за време на пожар во пределот на Топлик во Гевгелија, и откако се ослободи го очисти и мажот ми и поднесе барање да ни го дадат на долгорочен закуп, со тоа што да се посадат смокви, диви смокви, и врз основа на договор со Министерството за земјоделие да се земаат и субвенции. Тоа беше пред неговата смрт, но договорот потоа се склучи со мене, бидејќи во меѓувреме јас станав наследник на неговиот имот. Нема ништо страшно, ниту скандалозно во тоа. Не е тоа земено на незаконски, пријавено е дека е посејано од наша страна и баравме од Република Македонија да ни го додели на долготраен закуп. Не помина подобро ни Фатиме Фетари. Во кафеја напијала ракија, се дружела и со постар човек. Стана веќе имуна на тоа. Тоа такви напади имало, иако со помал интензитет, уште прв пат кога се вработив. Прв пат кога почнав од боговиња, нели сама да возам кола, да одам за Угостивар, жената на Филјан, како беше облечена, како беше нашминкана, седеше. Една со татко ми седев таму у Гостивар во еден ресторан, беше со еден постар човек. И на почеток тоа навистина ме погаѓаше, беше многу тешко. Меѓутоа сега станав имуна на такви коментари. By the way, јас сакам да си го живеам животот за себе, додека размислуваме како да ги убедиме другите луѓе дека ова не е така или да ги смируваш другите. Животот отиде, а животот нема реприза и е еден и единствен, така да планирам да си го живеам за себе. Имам среќа што и маш ми, значи стварно ме поддржува и навистина и тој не ги зема, како да кажеме, здраво за готово тие коментари. Така да не се занимавам со тој дел. Имам јас многу побитна работа од занимавање со такви коментари. Катица Јанева беше напаѓена дека го приватизирала обвинителството. Го одложила случајот пуч поради приватна работа, свадба на незината ќерка. Самата одбрана побара на обвинетите во пуч да биде одложена до средината на април. Во тој момент јас само реков дека во тој период мене не ми одговара, бидејќи мораш на судот да му образложиш зошто е тоа така, бидејќи ќе правам свадба на ќерка ми. А тоа не значи дека јас порано не можам да одам на судење или покасно. Напротив, само во таа недела не можев, кога судот сакаше да закаже. Тоа не го сватив јас толку трагично, колку што беше спенувано од страна на одредени медиуми во јавноста. За појаснување, свадбата беше во саботата, јас четвртокот вечерта си отидов за Гевгелија и еден ден пред свадбата и толку отсуствував од работа 2-3 дена. Јавноста долго време се прашуваше дали е вистина дека Сашо Мијалков и пришол и седнал на маса каде била Катица Јанева со две пријателки. Не е точно. Јас со Мијалков имам сретнато во просториите на специјалното јавно обвинителство. Имам број од него. Сум контактирала и по телефон, бидејќи тој го дозволува и законот. Во суштина, господинот Мијалков е коректен човек. Коректни ни се односите. Сега таа коректност е на човечка основа. Сега во функција на обвинител и обвинет, секој си има право да си каже што има во својот начин на изразување пред судот. Додека траја сите афери, озборувања, навреди, жигосувања, трите обвинителки во зградата на СЈО
со часови и часови влегуваа и во животите на тие што ги генерираа лажните вести и кои ја покрена пропагандата против нив. Политичарите еден по еден се разоткриваа пред нив. Чувство на гнев, згрозеност, револт, додека прислушуваа илјадници снимени разговори. Би рекла дека е непријатно чувство. Не може да се дефинира дали е бес, изненаденост. Сите чувства ставени на едно место, едноставно чувствувате лошење во вашиот стомак. Тоа е тоа чувство кое што перзистентно го има. Не секогаш работите кои што ги слушате се така лоши. Меѓутоа, помислата дека вие мора да преслушате нечи приватен живот, кој што реално и не ве интересира, меѓутоа професијата е таква и налага и целата таа состојба е таква да мора се да се преслуша и професионално да се испита што е приватен разговор, што не е. И заради тоа вие мора да навлезете во приватноста на некој лице. Верувајте дека воопшто не е пријатно да ги наблюдувате животите на другите лица, да ги гледате нивните силни страни во животот и да ја гледате онаа ранлива страна, која што можеби никој не ја гледа. На моменти наоѓате и дури специфично е тоа што на моменти чувствувате и како да кажам, поврзано, затоа што се пронаоѓате и себе си во некои животни ситуации што им се случувале на дел од тие лица, затоа што надворот сите, еве да речам, криминални активности, надворот сите злоупотреби, постои некој приватен момент кој што за сите е подеднаков. Семејството, семејните проблеми и така натака. Различни се чувствата и повеќе од 3 часа не може да се слуша. Некој пат заинтересирана додам до крај во самата дискусија меѓу самите соговорници и бидејќи се кратки, некако како филм оди тоа, како дуел или како да кажам. Има некои разговори што се губиме во нив, се губам. Траат по саат време меѓу двајца, се менат темите и така да може еден разговор од саат време 2-3 пати да го слушам во 3 часа, бидејќи не можете толку време да останете концентрирани. Се чудам како можеле да зборува толку по телефон. Тоа е интересна работа, а во исто време и се испреплетени разни теми во нивните разговори, и приватни, и службени теми, и за времето, и за све. И интересни се разговорите, интересни. И да, затоа што викаат сечени лепени, морам да објаснам, ова прв пат може би е ексклузивно. Точно е тоа дека има некои сечени лепени во делот на тоа што приватниот дел е изваден во тие разговори. Во нашиот хард диск и во пишаните разговорите траат повеќе отколку тоа што беше објавено од страна на опозицијата. Приватниот дел е исечен од тој разговор, дали се однесувало на мајка, деца или на сопруга, тој дел е исечен, точно е тоа, но автентично е иста дека и времето и континуитетот на разговорот се гледа од нашите вештачени дека е тоа. Си викав самата на себе си, пошто слушав различни луѓе, во главном политичари. За кого јас сум го дала мојот глас? Значи, тие луѓе правеле се друго, освен да се занимаваат со потребите на народот. Со луѓето на кои што цело време нели го бараат гласот и им ветуваат дека ќе направат нешто подобро за нив. А всушност, од првиот момент кога седнуваат во удобна фотелја и добиваат црн джип и 2 секретарки згодни и тогаш забораваат на народ. Така да, грозно е. Затоа и од таму е и мојот гнев, нели, кога се појавува на пресконференција. Многумина има и коментари, сте ги слушнале, претпоставувам, дека глумам на пресконференција. Не. Имам, неспорно е дека имам способност за глума, меѓутоа јас сум по природа навистина позитивен човек. Но кога зборувам за основано сомнение за таков вид на криминал, плюс ги слушам цело време, им го знам веќе и начинот на кој што размислуваат и како функционираат, како можам јас поинаква да бидам и како да зборувам. Дури и сега, во овој момент, ми се појавува такво чувство на гнев. Не тврдам дека ние со нашата работа ќе го искорениме криминалот. Нема да има криминал во Република Македонија во иднина. Има
има и ќе има и во сите најразвиени земји. Токму затоа има насекаде и обвинителства и судови такви работи. Меѓутоа, ова што да не кажам дека е направено, туку зашто постои основано сомнение во некои случаеви дека е направено, тоа не сме да се повтори во Република Македонија, особено за некои случаеви за кои што во блиска иднина ќе дознаете. Откриеното, кажаното им создаде непријатели од прв момент. Заканите суптилни, но ги имало. Се уплашили за себе и семејствата. Полкаво безбедување стои зад нив. И не се плашам, повеќето луѓе кои ми пристапуваат се непознати. Друштвото ми е секој пат сигурно во смисла на тоа доколку сака некој да ме нападне. А инаку никој пат нема да престанам да одам на театар, никој пат нема да престанам да одам во шопинг или во ресторани со своји пријатели. Мислам дека тоа е ограничување на моите лични слободи. И дури кога размислувате за ризиците кои што сте ги презеле, наспроти она што го добивате како фидбек, дури свесна за сите ризици, на неколку пати имам помислено дека вредеше апсолутно секој момент што бев дел од специјалното јавно обвинителство. Лично обезбедување, значи не користам и нема ни да користам без разлика на која функција би била некојаш. Дури некои ме критикуваат дека ете премногу ниско сум се спуштала, може да замислите со тоа што ако сакам на пазар да одам, ќе си одам, не ми треба мене, не може да ме спаси мене ако имам и 100 луѓе околу мене кои што би ме обезбедувале. Единствено, бидејќи на почетокот, нели, ви кажав дека јас живеам моментално во Скопје со Лео, со малиот син, и сестра ми го чува. Маш ми и поголемиот син се овде во Боговиње, токму заради приватниот бизнис кој што го тера маш ми и заради тоа што дрине во основно школото тука. Токму заради тоа што оставав мало бебе и сестра ми, ги оставав дома и почнаа некои луѓе као да бараме некој нотар, некој адвокат, па имате клима на терасата и сакаа да влегуваат во станот. Значи, такви некои ниски обиди имаше да ме одвратат од тоа што од таа борба што ја почнав. Затоа реков нека си стојат припадници на полицијата пред станот каде што е во Скопје, чисто онака да се делува малце психички кај луѓето во околината и да не помислуваат веќе да бараат нотари, адвокати или не знам какви луѓе токму во мојот стан. Да. А инаку и да има закани, значи што има пострашно од смртта? Ние сите еден ден ќе умреме, така? Барем ќе пишува некојаш историјата за мене. Не им се плашам на заканите. А имало? Така изгледав. Dood zou ik hier hem zien, zit ik daar maar naar toe. Snel hoor.